Да, продолжуваме со Студио 10, како што најавив на почетокот. Следна тема е, ке зборуваме за состојбата на ромите во пресред на 8 април, меѓународниот ден на ромите. Имаме две гостинки во студио, просветни работнички од Основното училиште браќа Рамис и Хамид од општина Шуто-Ризари. Тука е господја Елена Луловска, просветен работник, и господја Шена Симер. Благодарам што прифативте да бидете гости и малку да ја отвориме темата пред најголемиот празник посветен на ромите. Благодарност и до вас за поканата во вашата емисија. Така. Благодариме на поканата што не поканивте и токму во вашето студио денес да бидеме ние гостинки и да говориме за еден значаен ден за ромската заедница. Така, како што најавив на почеток, вие сте просветни работнички од Основно училиште браќа Рамис и Хамид. Како Основното училиште го одбележува, односно ќе го одбележи меѓународниот ден на ромите? Така, значи секоја година се прославува меѓународниот ден на ромите, 8 април. Во нашето училиште особено даваме голем акцент на прославата на овој значаен ден за нашите деци, за целата ромска популација. Значи, како и секоја година, целата практично таа недела пред 8 април се посветува буквално на традицијата, на културата и сето тоа што е поврзано со ромите како нација. Бидејќи за жал во учебниците по историја толку многу не е застапена историјата на ромите, па ние како просветни работници и целото училиште заедно со службата, со директорот и помошник директорот се трудиме на максимален начин сето тоа што повеќе да го доближиме до децата. Значи имаме отворени часови во текот на целата таа недела до 7 април. Практично и веќе имаме и повеќе работилници, имаме многу случувања, сето тоа внатре во училиштето, додека на 7 април веќе имаме приредба. Секоја година е навистина голема, убава, шарена е приредбата со најразновидни точки на која што би сакале, еве веќе официјално и покана да ви дадеме да дојдете да присуствувате. И оваа година веќе приредбата ќе биде збогатена со една театарска представа, која што ја сприма тимот за меѓународно за мировно образование, се извинувам, во соработка со професионални актери. Така што ќе биде шарено како и секоја година и убаво. Колку во текот ова е еден ден од наставата во вашето Основно училиште, колку во текот на цела учебна година учениците учат за ромската култура, традиција, историја, како што кажавте, и не е толку застапена во учебниците? Така, значи, да, тоа е минус. Не сум јас таа која што треба да каже, меѓутоа сметаме сите како колектив, на наставници сметаме дека треба да биде застапен делот за ромите во учебниците по историја и општество сега поново. Меѓутоа, она што сите се трудиме, особено најмногу се трудат наставниците кои што предаваат јазик и култура на ромите како предмет кој што се изучува во нашето училиште, па преку тој предмет, малку повеќе се говори за ромите, односно за нивната традиција, култура, сето тоа што е поврзано со нивното живење. Какви се активностите претходно во пресред на одбележувањето на новој празник во Основното училиште? Значи, веќе како што напоменав, работилници имаме и отворени часови. Значи, отворените часови ги правиме токму за тоа, со таа цел да им ја доближиме културата и традицијата на самите деца, затоа што дел од децата сега дали поради таква промена на времето или не знам како да кажам, значи дел од децата и не се ја ни познаваат дел од својата традиција и култура, па ние како наставници, како училиште правиме се што е за малку повеќе иако тој акцент треба да се става во текот на целата година, не само пред 8 април. Да. Каква е улогата на наставниците во едукација на дечињата во однос на мултикултурно општество? Улогата на наставниците е навистина голема. Ние сме мултикултурно училиште со тоа што најголемиот процент на дечињата ни се од ромска националност, додека наставниците ни се и од македонска националност, имаме и роми наставници и веќе тука
нели, доаѓаме до тој момент на мултикултурализам. Со тоа што имаме предмет како што е класична култура, каде што се запознаваат учениците со другите култури, наставниците што предаваат јазици, исто така ги доближуваат другите култури до децата. На часовите по историја се говори, значи всушност на сите часови на било каков начин, меѓутоа преку часовите, преку наставата, наставната програма ги доближуваме и другите култури до децата. И правиме нормално работилници постојано со акцент на мултикултурализмот. Сега веднаш по завршување на 8 април ќе имаме великденска работилница. Значи тоа се така малку се споено, а претходно имавме и рамазански бајрам. Така што некако се поврзаа овие датуми, 3 датуми многу блиску ни дојдоа. Нели беше Рамазанот, 8 април, па сега веќе е Великден, па ете имаме убава можност така. Култури, апсолутно имаме преубав спој. Овој па така се погоди оваа година да биде. Да. Професор Кешинас, вас ќе ве прашам, вашата колешка спомена дека можеби недостасува во учебниците по историја податоци историја за ромската култура, меѓутоа еве вие сте професорка по историја, колку ромите во вашето училиште се интересираат за изучување на ромската традиција и историја и преку какви методи вие се обидувате, се надевам во наставната програма да ги едуцирате децата за овие работи? За жал, во 6-то делење се учи сосема друг материјал, се учи претежно за стар век, меѓутоа децата кои што 7-о и 8-о и 9-то делење и се интересира за својата култура, повеќе учат со колегите кои што предаваат ромски јазик, меѓутоа јас како историчар секако сум тука да им објаснам на децата каде поточно ние потекнуваме, каква е потеклата, каква е културата, што се случило со ромската заедница пред илјадници години, кај сме денес и како ромската заедница напредува и како ромската заедница токму се прослави, токму доаѓа на 8 април, меѓународниот ден на ромите, да се прослави насекаде низ целиот свет. Ние како ромската заедница немаме само 8 април дека еден значаен датум, но меѓутоа еден значаен датум официјално. Имаме и 5 ноември кој што е светскиот ден на ромскиот јазик, имаме 2 август кој што е за жал трагичен датум, кој што е 2 август холокаустот врз ромите кој што се случаи кој што изумреа и илјадници луѓе го изгубија својот живот во нацистичка Германија. Така да учениците наши секако дека се заинтересирани како секој дете кој што сака да дознае за својата историја, од каде потекнува, што се случило и токму така кој што ги напомена колешката, отворените часови се токму моментот кога нашите ученици се добиваат повеќе за информација што се случило во минатото со нив како заедница, меѓутоа не се само и отворените часови, туку и ние како наставници сме тука должни за да им објасниме и во текот на годината имаме активна една недела отворени часови, меѓутоа и во текот на годината имаме отворени часови каде што имаме посета од нашата стручна служба која што доаѓаат, не посетуваат и се свара една атмосфера на ученици кои што ги собираме, бидејќи кај нас имаме во еден актив по 9 паралелки, по 6 паралелки, каде што собираме од различни оделенија повеќе ученици, каде што тие информации кои што ги добиваат и тие податоци, низ дискусија кога се дружат децата, ги споделуваат информации со цел се расширува таа информација и таа тема која што веќе се претходно разговаравме на час. И самите деца даваме задачи каде што они да истражуваат малку со помош на интернетот и со помош наша како ние наставници, кои што изработуваме заеднички презентации кои што они ги презентираат, па во вид на драматизација со цел поголема информација за самите ученици кои што ние сметаме тие се идната генерација, кои што они ќе се здобиат со информации, па следната генерација со цел да се расшири која е историјата на ромската заедница. Да, во однос на престојните активности кои што нели ги имате во училиштето, колку наставници, односно училиштето соработува со родителите, со локалната заедница да помогне во организирање на ваквите активности со своји идеи, меѓутоа и пред се материјални средства? Значи, соработката со родителите е голема, повеќе во однос на работилници, додека со локалната заедница како е голема, значи имаме секако вид на помош од благодарение нели на општината, на градоначалникот. Значи добиваме помош за да може да го оствариме сето тоа што го имаме замислено. И нормално повторно се со цел за нашите деца поблиску да им го доловиме минатото, сегашност и да ги испратиме понатаму во некоја подобра иднина. Да.
Сега да преминеме на тема за состојбата, меѓутоа и предизвиците на ромската популација. Професор Кешенас, за вас прашање општо, како увертира на овие подпрашања, каква е состојбата на ромите во Македонија? Ако направиме споредба сега и пред 10 години, да речеме. Па видете, генерално, ако зборуваме уште од самостојувањето на Македонија, па се до денес, уште од 90-тите години, па до денес, ромската заедница многу чекори напред. Зошто велам напред, можеби некои ќе сватат погрешно напред. Зборувам од типот на образованието, намален е процентот на малолетнички бракови, имаме образовани роми кои што се застапени во јавните институции, во граѓанскиот сектор. Во нашето училиште имаме поголем број на вработени, исто така и процент на наставници роми кои што предаваат не само ромски јазик, туку предаваат и ликовна уметност, предаваат и граѓанска култура, која што повеќе предмети, с повеќе музичко образование, спектар на повеќе предмети кои што предаваат, имаме директори роми, заменици директори, вработувањето исто така ќе ги поврзам сите работи пошто едно со едно се поврзани. Денеска нели ако си образован ќе можеш да успееш во животот. Ние имаме деца кои што имаат кои што се 5.0 во нашето училиште, ученици кои што имаат високи успеси во своето образование и во основно и во средно и во високо образование. Имаме ученици кои што добиваат стипендисти. Лично еве јас сум била дел од стипендистка која што денес нели успеав во животот онаму каде што сум. За жал во 90-тите имавме намалени проценти бројки кои што немавме образовани роми, но денес се броевме на прсти, но денес веќе не можеме да се броиме на прсти, затоа што имаме поголем број на вработени луѓе и во јавните институции, во граѓанскиот сектор и во приватниот сектор, каде што заедницата веќе е свесна дека мора да биде образована, интегрирана, унапредена и денес сме унапредени. Сега за жал дискриминацијата постои и денес, која што се чувствува директна, индиректна, говорот на омраза за жал е актуелен во социјалните мрежи. Пред известно време имаше нели повеќе проблеми во однос на дискриминацијата со возачките дозволи со несоодветно образование, меѓутоа тие се лицата нели кои што се родени пред 80-тите, пред 90-тите години, кои што немаат завршено целосно образование и тука и по социјалните мрежи се расшириле голем број за жал на говор на омраза со различни зборови навредливи, расистички, дискриминаторски, каде што владеат предрасудите и стереотипите и дискриминацијата владее. Колку и да сакаме да кажеме дека немаме дискриминација, за жал постои дискриминацијата. Комисија за заштита и дискриминација повеќе има информации колку случаеви има, но во нашето училиште можам слободно тврдам дека не се чувствува дискриминацијата, затоа што сите деца меѓусебно соработуваат и се здружуваат. И едни со едни си помагаат, сакаат да бидат унапредени, да имаат убава иднина, убаво образование, да се чекорат кон вратите на средното образование, кон вратите на високото образование, да бидат еднакви луѓе како сите останати кои што живеат во нашата мултиетничка земја. Да, со кои предизвици се соочуваат ромите во однос не само на дискриминацијата, меѓутоа и на другите? Па видете, генерално од типот на тоа има повреда на човекови права, недоволен пристап до основни човечки услови за живот, ако ги зборуваме оние што се по социјалната категорија, потешки денови во текот на нивното секојдневие, се соочуваат со различни проблеми, но сепак тоа е одреден процент каде што се претежно социјалната категорија. Ромите се соочуваат со сите можни проблеми кои што се соочува секој еден граѓанин во нашата држава. Меѓутоа, оние што се позагрозени, секако дека они имаат социјална загрозена категорија, имаат повеќе проблеми. Низа на повеќе проблеми, но верувам дека институциите, организациите граѓанските се во пристапна поддршка и помош со цел да се олеснат оние проблеми кои што се соочуваат одредена социјална загрозена категорија во текот на нивниот секојдневен живот. Затоа се тука граѓанските организации кои што работат на повеќе прашања, на различни проекти кои што им помагаат на генерално на заедницата кои што се соочуваат со такви проблеми. Да, додени сте од секторот образование, каква е состојбата општо на образованието на ромите во Македонија, ако знаеме дека голем дел од дечиња роми се уште за жал ги затекнуваме на семафори, па за нив има невладени организации кои што спроведуваат некакво неформално образование, меѓутоа секако се согласувате тоа не е доволно за овие дечиња. Каков е статусот во тој поглед, меѓутоа и кои се според вас
едноставно да кажеме брзите решенија да ги внесеме овие дечиња во образовниот систем? Па видете, според мене, јас мислам дека оние деца кои што ги гледаме по семафори на некои одредени други места, претежно се децата кои што за жал се фантом или немаат соодветна документација, кои што не можат да зачекорат кон вратите на основното образование или во вратите на предучилишно воспитување. Тоа е ланчен проблем кој што Тоа е произлегува повеќе систем на поголем проблем, каде што тука институциите треба да им представи како црвен аларм да им се реши. Но позитивно од една страна на група на одредени луѓе кои што беа фантоми, се здобија веќе со лична документација, кои што веќе имавме во изминатиот период пред некои, не знам сега, 2-3 години, можеби и повеќе, добија до соодветна документација и веќе се вклучени во образованието. Сега, институционален проблем е каде што не се решава брзо, треба да потрае време за да се добие одредена документација. Претежно, за жал, оние луѓе се тие кои што немаат соодветна документација. Меѓутоа, благодарение, сепак ја кажам, на невладините организации, на проектите, ние имаме луѓе кои што нема никакво образование, нема ни основно образование, па успеа одреден број на роми да се здобијат со основно образование, каде што успеа да продолжат да се вработат во приватните фирми или па некоја одредена позиција спрема нивното образование. И тоа е сепак еден успех каде што лица кои што се приматели, да кажам, на гарантирана минимална парична помош, веќе не се приматели затоа што веќе се вработат. Тоа е позитивноста и тоа е напредокот во одредени случаеви. Меѓутоа, не можеме да кажеме дека само тоа е напредок, не имаме напредок и на другите сфери во делот на образованието. Претежно тие деца потекнуваат од такви семејства кои што за жал ги среќаваме. Но морам од лична моја гледна точка, што нели се движиме низ Скопје, и гледаме дека позитивно е тоа што гледаме дека се намалува бројот на деца кои што претходно питачеа многу по улици. Тоа е позитивното. Јас се надевам дека веќе тие фантоми и лица кои што немаат никаква документација веќе се средува проблемот со нив и веќе стануваат луѓе кои што се цврсти на своите нози, веќе почнуваат да бидат вработени дали во приватни институции, дали во некоја во државните институции спред процентот или степенот на нивното образование. Има ли доста луѓе фантоми од ромската популација? Сега неблагодарно е за бројка да ве прашувам. Да, видете сега бројка дека заработам нели во образование. Кажавте дека тече процесот на добивање на документи. Во оглед на тоа претходните, знам пред 3 години беше поголем процентот на фантоми кои што се има и одреден процент кој што добија документација. Денес со проценти за жал не располагам, но се надевам дека процентот ќе се намали, дали во следниот период или во следните неколку години. Целта е да се намалат фантомите, да имаат луѓето соодветна документација за да можат да се ги осврат основните човекови права, пристап до здравство, пристап до образование, пристап до живеалиште и така натаму. Да. Колкава е вклученоста на ромите во институциите, во системот? Па видиме. Не прашувам за бројки, туку прашувам за... Па видете, јас секогаш сум таа која што велам дека секогаш може подобро, секогаш може да има подобра бројка на вработени роми во државните, во приватните институции, во државните институции имаме лица кои што се вработени во Министерство за образование и наука, лица во другите сектори. Сега во образование спомнав бидејќи јас потекнувам, нели од таа гранка доаѓам, тоа го работам. Меѓутоа имаме и други лица, но секогаш не е доволен бројот. Не е доволен, секогаш дека има потреба поголем број. Има потреба да имаме представник во законодавното собрание на нашата држава. Има потреба, имаме министар без ресор, но зошто да немаме и други министри, дали заменици, дали директори? Секогаш постои подобра можност да имаме поголем број нели на лица вработени со одредени функции. И тоа е доброто. Ние имаме директори на ниво на општина Шуто-Ризари како локална заедница. Но секогаш имаме градоначалник, имаме единствена општина Шуто-Ризари како со поголем процент на мнозинство на роми. Но секогаш има потреба да се има, макар во не мора во сите општини, меѓутоа во општини каде што има поголем број на застапеност на роми, да имаме советници роми во локалните самоуправи, да има представници кои што во некои општини да има, но зошто да не во оние каде што има повеќе, за жал нема. Така да секогаш треба повеќе,
институциите да се вклучат, државата да се вклучи, да имаме лица кои што нели ќе ги застапуваат ромите на институции, на јавните институции каде што има потреба од помош. Имаме лица кои што се вработени нели во кабинетот на преседателот, во собранието, во владата и сето тоа е добро. Но секогаш постои нели подобра можност и подобра бројка на поголем број на лица вработени. Така, благодарам за разговорот. Доколку сакате на крај да порачате нешто пред одбележувањето на меѓународниот ден, меѓутоа и вашите активности, слободно. Јас би рекла секој еден граѓанин кој што живее во Македонија да даде почит кон сите заедници, една порека, сите заедници да бидат почитувани, па и ромската заедница. Не само да се среќаваме во текот на целите 365 дена само на еден датум или на одредени 2-3 датуми. Повеќе почит меѓу нас, повеќе соработка институциите едни со други, помалку да има говор на омраза, помалку дискриминација, стереотипи, родителите да ги научат децата од самите нели години кога тргнуваат во образование, дека сите луѓе се исти, сите треба да се почитуваме, сите да имаме разбирање, сите да бидеме како една држава која што фигурира како сите останати во однос на позитивноста. Така. Благодарам за разговорот. Се надевам овие пораки ќе допрат до надлежните и пред се среќен празник пред 8 април. Благодарам. Така. Сега следува кратка пауза, потоа продолжуваме со друга тема на Студио 10.